Еве една анекдота ќе кажам за Перо Блажевски. После некоја утакмица или натпревар сабота која игравме, искачавме таму во дискотека, да не рекламирам. И сега нели, искачање се знае до 2, 3, 3,5. И заглавивме на вечер, Перо имаше такви некои онака совети како татко ни. Овакво и ќе одиме, вика, сега на чорба. Ајде, викам, ќе одиме на чорба. И на железничка станица, таму во Гевгели имаше едно ресторанче кој што работеше до, не знам ни дали престануваше да работи. И дојдовме таму, имаше многу добра чорба, телешка некоја чорба. И сега ајде, татко ни вика чорба да куснеме, Перо да не малце поврне, да може да се распасулиме, да може да спиеме. Вика, дечиња, сега вика, јас ќе одам, вика, за Скопје и тука воз во 5 часот, човек влегува во воз и сега ние тишина. Како тој македонски коментатор што викаше тишина е потребна. Тишина е потребна. Блажевски погодува на 3 секунди до крајот. И сега ти гледаш човек кој што го сруши големиот Реал Мадрид и Желјко Обрадовиќ во последната секунда со слободни фрлања, влага во воз, оди да ја види жена му и има прекрасни дечиња близнаци, да ги види со воз и се враќа назад после од Скопје. Тоа навистина беше сцена која што сама за себе си зборува каков е човек Перо Блажевски, колку е сасвим еден нормален и обичен човек. Се најубаво мислам за него и се најубаво му посакувам.